Учителот да го води часот бараат граѓаните на Штип. Иако современиот свет нуди нови можности со кои учителот би бил само другар, сепак старото правило тој да го води часот според нив не може со ништо да се замени. Велат со вештачката интелигенција учениците би биле робови на технологијата и нема логички да се размислува. Не, друго си професор кој е од времето. Интернет имат секој ден деца за на компјутери. Тоа не чини, па убаво е некој за некој работи, ама за некој и очи смета, и на мозок, и на се. Јас клучето мое, цел ден село карам, викам, пази си здравето, немаш да имаш длъг живот. Ке смета нормално. И мора да се најде некоја толеранција. Треба да се учи традиционалното, да. Образованието, некако што беше за време на короната, онлайн. Да, треба. А сега треба си. Со професори децата треба да учат. Пошто има и многу сега овие значи да, треба пракса на децата. Највеќе уствари треба да се работи на праксата на децата, што се тие стручните школи. Па и лошо е. Дека технологијата создава негативни ефекти, согласни се анкетираните земне телевизија. Децидни остануваат дека не младите се непогодените. Убаво е ба, мислам, ама доволно да има време колку ќе задржиш на тај компјутер или Не цел ден. не цел ден, тоа е пропустува се здравето. Инаку веќе и универзитетите и училиштата прават меѓусебни разговори со цел да се спречи негативното влијание на вештачката интелигенција врз учениците и студентите. Според нив пак, кога вештачката интелигенција би се обликувала и би се користела на определено време, не би се многу променил животот на учениците.